медиумите. Пред скоро една година ги видовме локалните функционери од ДПМНЕ, предводени од градоначалникот Маријан Ристевски, како сечат лента и го пуштаат во употреба Младинскиот информативен центар. Практика во сите европски земји е отворање на вакви центри кои обезбедуваат бесплатни обуки за младите. Од типот на бесплатни обуки за јазици, од типот на бесплатни обуки преку кои младите се едуцираат од страна на неформалното образование, размена на искуства со младите од други европски земји, информации за посетување на семинари во други држави, бесплатен интернет и други услуги кои што се во насока на исполнување на слободното време на младите. Но очигледно, локалната самоуправа, предводена од ДПМНЕ и од градоначалникот Маријан Ристевски, нема слух за проблемите на младите и за решавање на важни прашања поврзани со нив. За функционирање на овој младински информативен центар обезбедени се финансии од страна на Центарот за институционален развој. Она што недостасува е немањето на волја од страна на градоначалникот Маријан Ристевски да обезбеди минимални средства за плаќање на струјата, како би овозможил нормално и непречено функционирање на овој и тоа како важен проект за нас младите. ДПМНЕ смета дека долгорочната политика за инвестирање во младите не е приоритет и дека е поважно да се направи некое паркче или фонтана. За нив поважно е да се инвестира во споменици, отколку во човечки ресурси. Зборува за модернизација и компјутеризација на образованието, а гледаме дека од образованието направија хаос. Но кога се работи за членовите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ, тоаш приказната е поинаку. ДПМНЕ спроведува политика на корумпираност и нечесно работење и во нејзиниот помладок. Како за пример ќе споменам невладината организација Младинска мултикултурна заедница. Основачи на оваа организација се Јованчо Шишковски, секретар на Комисијата за економија и финансии во УМС на ВМРО ДПМНЕ Прилеп, на чија адреса е регистрирана оваа невладина организација, Марина Вељановска, подпредседател на истата комисија во УМС на ВМРО ДПМНЕ Прилеп и Сашо Ристевски, член на оваа комисија. ОВН се и Мирко Милошевски, член на Општинскиот комитет на УМС на ВМРО ДПМНЕ и Филип Митревски, член на Комисијата за економија и финансирање. Дел од овие функционери можете да ги погледнете на сликите кои ви се поделени, како еднаш се улога на функционери на УМС на ВМРО ДПМНЕ, а додека друг пат се улога на представници на Младинската мултикултурна заедница. Оваа невладина организација спроведува курсови за проект менеджмент, англиски јазик и германски јазик. Во сите објави стои дека тоа го прават во соработка со општина Прилеп, зашто предпоставуваме дека овие услуги треба да бидат бесплатни, а за услугите од кандидатите наплаќаат по 400 денари на каса прими, на која што нема ниту печат, ниту пак назнака каде се уплаќаат овие средства. За споредба, овие услуги во Младинскиот информативен центар се бесплатни. Во контекст на ова, ќе ги запрашам функционерите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ или така наречените представници на невладиниот сектор и градоначалникот Ристевски. Прво, дали градоначалникот Ристевски префрла по 15.000 денари секој месец на жиросметка на оваа невладина организација? Второ, во чиј джеб завршуваат овие пари? Трето, дали УМС на ДПМНЕ од Прилеп преку оваа невладина организација си најде начин како нелегално да дојдат до финансиска корист? Четврто, дали за сето ова надлежните финансиски служби знаат, но претенциозно не превземаат ништо? Петто, дали градоначалникот Маријан Ристевски знае за сето ова, а свесно го премолчува? Почитувани, со ваков начин на работење и владење, Македонија нема прогрес, нема иднина, нема младина. На колегите од ДПМНЕ воопшто не име важна иднината на младите генерации. Се покажа дека ВМРО ДПМНЕ нема визија за долгорочни стратегии за доброто на оваа држава, посебно за младите од овој град. Нивна единствена цел е како повеќе се обезбедат пари самите за себе, а за сметка на маката на граѓаните. Ви благодарам.